Добар ден во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Изјавите на Радев дека Софија никогаш не ја блокирала земјава за Мицкоски се неуверливи. Очекува Бугарија да демонстрира вистинско добрососедство. Очекувам бугарските членови на Европскиот парламент да ги повлечат амандманите. 7 години од потпишувањето на Преспанскиот договор. Што добивме, а што загубивме? Но освен што изгубивме името, влеговме во НАТО. Болката си останува. Македонија ги почитува, они не ги почитува. Министерството за финансии испрати писма до 22 странски банки. Државата бара кредитор за изградба на брзата пруга од коридорот 10. Поради Бадентер пропадна обидот да се изгласаат измените на изборниот законник за независните листи. На Скопскиот аеродром вечерва пристигнува првата група од 8 македонски државјани кои се евакуирани од Израел. Тие попладнево полетаа од аеродромот во Шарм ел Шејх во Египет. Пред Министерството за надворешни работи Елизабета Дамјановска-Спасеновска, Бети, што велат од МНР? Кога се очекува тие да пристигнат во земјава? Осумтими на македонски државјани кои што беа евакуирани од Израел веќе се наоѓаат на аеродромот во Шарм ел Шејх и се очекува нивното полетување кон Македонија да биде никаде околу 19 часот, а да пристигнат на Скопскиот аеродром никаде околу 21 часот. Односно, покрај овие 8 македонски државјани, меѓу кои што има едно бебе, 3 деца и 4 возрастни, исто така евакуација побарале и 20 други македонски државјани кои што се уште се наоѓаат во Израел, меѓутоа тие одбиле да бидат евакуирани и спроведени по копнен пат од Израел до Египет, од каде што ќе бидат превземени. Останатите 20 македонски државјани ќе слетаат во Скопје веднаш штом тоа ќе го овозможат условите, односно веднаш штом ќе се нормализира авионскиот сообраќај. Инаку министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски потсетува дека персоналот, односно вработените во македонската амбасада во Тел Авив се наоѓаат на безбедно и дека се во постојана комуникација со сите македонски државјани, односно им стојат на располагање 24 часа на ден и сите кои што имаат било каква потреба за информација или пак помош и поддршка може да се јават на телефонските броеви на македонската амбасада во Тел Авив, меѓутоа исто така и на телефонските броеви и на интернет, односно електронската адреса на Министерството за надворешни работи, кои што граѓаните и во овој момент може да ги видат испишани на нашите екрани. Инаку исто така од Министерството за надворешни работи постојано потсетуваат дека во моментов не е време за патување и дека сите патувања кон Израел треба да бидат одложени, освен со исклучок на најдните патувања кои што не трпат одложување. Би споменала тука исто така и дека нема досега ниту еден пријавен за евакуација македонски државјанин од територијата на Иран. Инаку во следните вести во 20 часот и 45 минути најавуваме вклучување во живо од Скопскиот аеродром, каде што ќе се обидеме да дознаеме како тече евакуацијата и секако доколку имаме можност ќе пренесеме и дел од атмосферата на лицата кои што ќе пристигнат денеска. Те очекуваме Елизабета Дамјановска-Спасеновска со последните информации за пристигнувањето на 8 македонски државјани кои се евакуирани од Израел. Тоа што го говори, официјална Софија има можност да го докаже со повлекување на амандманите во Европскиот парламент и да прифати средба на самитот на НАТО во Хаг. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски прашан за изјавата на бугарскиот председател Румен Радев, кој порача дека Бугарија никогаш не поставувала услови надвор од договорот за добрососедство. Елизабета Галевска.
Ако бугарските европратеници не ги повлечат амандманите со кои го негираат македонскиот идентитет и доколку Софија не ја прифати средбата во Хаг, изјавите на бугарскиот претседател Румен Радев дека Бугарија никогаш не ја блокирала земјава за премиерот Мицкоски не звучат уверливо. Тој очекува Софија да демонстрира вистинско добрососедство, а првата можност за тоа, вели, е предстојното гласање на извештајот на Вајд за напредокот на земјава на 24 јуни во Страсбур. Очекувам бугарските членови на Европскиот парламент да ги повлечат амандманите во кои што бараат македонскиот многовековен идентитет и јазик да се додефинираат со зборчето сегашен или презент и во рамките на европскиот дух да биде усвоен тој извештај, а потоа и патоказот за малцински права кој што многу скоро ќе биде на дневен ред, така што ете имаат можност да ова што го зборуваат и на дело го покажат. Очекувам да ја прифатат средбата во рамките на состанокот на НАТО во Хаг, да се разговара и за коридорот 8, да тргне и таму работата. На заедничката пресконференција во Тирана по самитот на земјите учеснички во процесот за соработка во Југоисточна Европа, Радев изјави дека Бугарија никогаш не поставувала ниту ќе поставува услови надвор од договорот за добрососедство, преговарачката рамка и двата протоколи, но и дека нема да има поместување во процесот доколку тоа не се реализира, вклучително и уставните измени. Претходно македонската претседателка предупреди на билатерализацијата на интегративниот процес од балканските соседи. Усещам нотка на разочарование в казаното от президент Селяновска за известното забавене в процеса на европейска интеграция на нейната страна. Но искам също така да ви уверя, госпожо президент, че тук не става въпрос за нерешени двустранни отношения. Не става въпрос за налагане на вето или спиране на процеса изпънка от някоя съседна страна. Напротив, на всички е ясно, че от Европейският консенсус от 2022 година става въпрос за вътрешни предизвикателства, свързани с правата на човека и върховенството на правото. Селјановска-Давкова денеска во Тирана не ја коментира ниту пак се согласува со изјавата на Радев, но повтори дека земјава не смее да биде жртва на идентитетски прашања, кои вели се надвор од било која преговарачка рамка, што е надвор од договорот за ЕУ и повелбата за фундаменталните права. Тврдам, ама знам и дека сите европски политичари се свесни нека тажната неевропска македонска приказна нема да застане на нас, ќе биде една од следните приказни. Претседателката потенцираше дека проширувањето не е само европска демократска потреба, туку е насочна потреба за стабилизацијата и безбедноста на регионот. Политиката на проширување е стратешки важна за релевантноста и иднината на Европската унија, порача министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во обраќањето на меѓународната конференција Будапешт Глобал Диалог, што се одржува во главниот град на Унгарија во организација на Унгарскиот институт за меѓународни прашања. Како што соопшти МНР, посебен акцент во обраќањето бил ставен на политиката на проширување, која министерот Муцунски ја оценил како стратешки важна за релевантноста и иднината на Европската унија. The Macedonian people have paid the price of patience and of compromise. But there are lines we will not cross because they define who we are. Our language, our identity, and our cultural and historical continuity are not negotiable. They are the soul of our nation. And while we do remain fully committed to integration, we are equally committed to defending our dignity and our right to be who we are, without condition, without apology, and without erasure. This is not a posture of defiance. It is a posture of self-respect. And any future we build in Europe must rest on mutual recognition and trust.
Денеска се одбележуваат 7 години од потпишувањето на Преспанскиот договор. Иако македонската страна веднаш по ратификацијата во парламентот започна со неговото спроведување, Грција покрај патните табли се уште не ги има ратификувано ниту трите меморандуми кои произлегоа од него. Повеќе од Дејан Трајковски. 7 години откако Македонија и Грција си подадоа рака во нивици и ставија крај на повеќе деценискиот спор, граѓаните и натаму поделени за ефектите што барем досега ги донесе договорот од Преспа. Дел од нив велат договорот е добар, но треба да се почитува и да се исполнуваат преземените обврски, како од Грција, така и од Европската Унија. Други пак сметаат дека земјава платила превисока цена менувајќи го уставното име, кое сметаат дека еден ден повторно ќе се врати, оти велате свето. Па ништо посебно, освен што изгубивме името, влеговме во НАТО. Европска Унија, колку што се сеќавам, беше во тој договор, спагаше да се влезе и во Европска Унија, ништо од тоа не се случи. Болката си останува. Кога ќе загубите нешто што ви е основно свето натрешно, и не може тоа да се заборави. И се надевам дека тоа ќе се смени. Како во светот се што се менува и тоа и така. Ке се врати. Македонија ги почитува, они не ги почитува. Тоа е факт. Тоа го гледаме и го слушаме. Од една страна позитивно е, меѓутоа требаше и другата страна да биде тоа што е обечено. Требаше да влеземе во Европската Унија и ние како останатите. Искористивме многу со договорот од Преспа, но штета е што тој залед не заврши со отпочнување на преговорите со Европската Унија, како што и ни беше ветено, вели новинарот Столе Наумов. Сепак, од денешна перспектива, смета дека Македонија ќе имала далеку подобра позиција во спорот со Грција доколку дошло до договор многу порано. Оти, од 3 децениското статус кво, земјава се изложи на непотребни последици. Се надева дека новата генерација на политичари ќе бидат похрабри во носењето на одлуките во предстојните спорови, па и по цена на својата кариера. Да беа многу похрабри политичарите, можеа многу порано да го решат овој спор за името со Грција. И многу поквалитетно. Например, имаше понуди, имаше можности да не биде ерго омнес. Но тие се спие на увото дека времето работи за нас, да бидат поодлучни, да носат решение, да не чекаат да легне тоа со текот на времето. Очигледно со Грција тоа не легнуваше, туку стануваше, се влошуваше, се полоше стануваше за македонската страна во поглед на можностите што ги нудеше решението на спорот со името со Грција. Договорот во присуство на тогашните премиери Заев и Ципрас на денешен ден во 2018 година во нивици на грчката страна од Преспа го потпишаа министрите за надворешни работи Никос Кодзијас и Никола Димитров, кој денеска беше недостапен да даде оценка за истиот од денешна перспектива и неговото исполнување. За 7 годишнината не се огласија ниту ВМРО, ДПМН и СДСМ, туку само од ДУИ, кои порачаа дека се девалвира она што се постигнало на храбар и дипломатски начин. По ова беше распишан и референдум со прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, на кој гласаа само 36,91% од гласачите, но иако цензусот не беше постигнат, власта го толкуваше како одобрување со оглед дека 91% од тие што излегле гласале за. Поради немање на Бадентерово мнозинство, пропадна обидот во собранието да се изгласаат измените на изборниот законник за независните листи. Со измените инаку се предвидува од 100 до 1000 потписи за влез во изборната трка во зависност од големината на општината, додека за Скопје се предвидени 3500 потписи. Маја Стојановска. Откако минатата недела, предлог законот за изменени изборниот законник донесен по скратена постапка помине и на комисиска расправа. На денешната собраниска седница не можеше да биде ставен на гласање, поради отсуство на пратеници за Бадентерово мнозинство. Подносителот на законот и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски повтори дека според него со законот се дава фер шанса на независните кандидати, додека од ДУИ бараат дебата, бидејќи сметаат дека предлогот е донесен без политички консензус и треба да биде повлечен. Јас не гледам причина поради која што сите вие тука сега се лепите на зборот на независните советнички листи кои што сакаат да кандидираат, а на кои што впрочем им даваме шанса истото тоа да го направат. Овај пат предлог измените се направени во канцелариите на ВМРО, СДСМ, не имплементирајќи
За жалење кажуваме, ниту една препорака од извештајот. Предлог законот потпишан од ВМРО ДПМН, СДСМ, Вреди и Знам, предвидува од 100 до 1000 потписи за влез во изборната трка, во зависност од големината на општината, додека за Скопје се предвидени 3500 потписи. Граѓанските здруженија реагираат дека власта и опозицијата, здружено и без нивна консултација, ставиле потпис на слични измени, а со тоа ја погазиле одлуката на Уставниот суд. Велат доколку не се изгласаат измените, тие ќе побараат од претседателката Силјановска Давкова да не го потпишува указот за нив. Зголемувањето од 1000 на 3500 потписи не само што е кршење на демократското право и уставното право на секој да се кандидира на изборите, посебно независните, туку покажува страф и паника од страна на партиите кои што во ретки моменти се сплотени. Ние нормално дека не сметаме дека се добри овие предлози. Прво, воопшто ниту еден независен кандидат не е консултиран околу целото ова, иако побарахме ние од сите координатори на пратенички партии. Правната празнина се појави откако Уставниот суд, на иницијатива на граѓанските здруженија минатиот месец ги укина одредбите, со кои се предвидуваше за кандидирање на независни листи да бидат потребни потписи од 1% од запишаните гласачи. По ова граѓанскиот сектор побара како услов за кандидирање да се постават од 20 до 300 потписи, кои ќе можат да се собираат и надвор од просториите на ДИК. Министерството за финансии доставило барање до 22 меѓународни финансиски институции и банки за пројавување на интерес за финансирање на брзата пруга од Коридорот 10. Премиерот Мицкоски вели дека доколку се оди според планот, очекува годинава да започне изградбата, а за неколку недели најави дека очекува да биде пуштен дел од патот Кичево Охрид. Деталите од Сандра Спасовска. JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, Банка на Америка се само дел од списокот со 22 банки до кој денеска МФ испратило писмо со барање понуди за финансирање на брзата пруга што ќе се гради по Коридор 10. Станува збор за финансиски институции од Европа, САД, Јапонија и Обединетото кралство, од кои дел се институции со кои што земјава, како што велат од финансии, и претходно соработувала на одредени проекти, а одговорите со условите се чекаат до крајот на месецот. Физибилити студијата за брзата пруга од Табановце до Гевгелија е во фаза на изработка, а сумата од 1,91 милиарда евра, пари кои Македонија ги бара од меѓународните финансиски институции и комерцијални банки, владата ги добила по направена компаративна анализа на цени на проекти за изградба на двоколосечни брзи пруги во регионот. Во анализата каде се опфатени брзата пруга од Будимпешта до Белград, Белград-Нови Сад, Загреб-Риека, Будимпешта-Гер, се дошло до заклучок дека најниската цена за километар изнесува 8,8 милиони евра, додека највисоката 14,4 милиони. Па така согласно најниската цена, државава 200 километри ќе ја чинат 1,76 милиарди евра. Но како што велат, со дополнителните, но и непредвидени трошоци сумата може да достигне до речиси 2 милиарди евра. Од овие средства, 1,91 милиарда ќе се бараат на меѓународниот пазар, додека останатите 5% државата ќе ги обезбеди од буџетот. Оваа процената вредност е индикативна и истата е предмет на потврда или ажурирање за време на изработката на проектната документација. Премиерот Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање рече дека ако се оди по план, очекува годинава да почне изградбата. Ако се биде како што треба, оваа година очекувам почеток на изградбата на оваа пруга, која што ќе значи многу во историска смисла и е трансформационен проект за државата. Дополнително вели забрзано се работи на патната инфраструктура и коридорите 8 и 10Д. Според најавите на стартот на летната сезона следниот месец треба да биде пуштена во употреба делницата од Врбјани до Охрид. А по отстранувањето на опасната карпа која надвиснуваше на експресниот пат Градско Дреново, поточно на потегот од Фариш до Дреново, Мицкоски очекува до крајот на месецов граѓаните да може да возат и по овој патен правец. Негде до 10 јули да биде пуштена делницата од Врбјани до Охрид. Со исклучок на делот кај Ботун, тие 4-5 километри, каде што имаме свлечиште, кое што свлечиште треба да се санира. Значи негде околу 40 на километри ќе бидат ставени во функција. Што се однесе од експресниот пат Градско Прилеп, односно делот Дреново-Фариш, карпата која што надвиснуваше и која што представуваше опасност е веќе решена. Се расчистува патот
и очекувам до крајот на месецот да биде пуштена и таа секција. Во моментот во земјава се градат 4 автопати во вкупна должина од 150 километри, а премиерот Мицковски вели дека годинава реализацијата е за 4 пати поголема во однос на истиот период лани, а во текот на годината очекува оваа реализација да се зголеми и 8 пати во однос на лани. Родители на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани велат дека добиваат закани. На социјалните мрежи објавија и пораки кои, како што велат, ги пријавиле во МВР. Родителите вчера доставија и официјално барање до Кочанското обвинителство за средба со обвинителите со барање за образложение кои правни и физички лица се опфатени, а кои се изземени од одговорност. Повеќе од Михајло Видемлиски. Закани и навреди на социјалните мрежи тврда дека добиваат дел од родителите на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Верица Трифунова, мајка на трагично загинатата Моника Спасова, на својот Facebook профил сподели дел од пораките кои еден од родителите ги добил од профил под име Благојче Велков, кој им се заканувал, како што велат, дека ќе останат и без децата кои им останале живи, а подоцна и таа лично добила слични закани. Вела дека ги пријавиле заканите во полиција, а од МВР за Канал 5 вела дека пријава не добиле, но постапуваат по допрен глас. Секторот за компјутерски криминал врз основа на своите законски надлежности интензивно презема действија за испитување на наводите и веќе постапува по однос на откривање на идентитетот на лицето кој испраќа вакви пораки и утврдување на веродостојноста на информациите во врска со истото. Инаку родителите на настраданите во трагедијата вчера доставија и официјално барање до Кочанското обвинителство за средба со обвинителите. Тие бараат образложение околу поднесеното обвинение и неговата содржина, односно кои физички и правни лица се опфатени, кои се изземени од одговорност и зошто. Од обвинителството пак одговорија дека се бара соодветна локација за таква средба. Инаку и денеска продолжуваат партиските обвинувања за трагедијата. Опозицијската СДСМ бара одговорност и оставки од првите луѓе во МВР, а прашуваат и зошто во истрагата не била опфатена главната инспекторка за економски криминал. Главната инспекторка за економски криминал Кристина Јованова да не е опфатена со истрагата. Како е тоа можно? Таа имала надлежност да постапи, а не презела ништо, иако дискотеката Пулс работела нелегално повеќе од една година, без лиценца со блокирана сметка. Дури и се уште е на функција. Од ВМРО ДПМН е пак порача СДСМ да не ја политизира трагедијата во Кочани. За разлика од нивното владење, каде што освен влада беа и суди и обвинители, сега тие се оставени да си ја вршат собствената работа и не им се врши никаков политички притисок. Судиите и обвинителите кои што се занимаваат со овој несреќен случај, си истите тие кои СДС и ДУИ во нивно време си ги бираа во своите штабови во Зајас и Муртино, велат од ВМРО ДПМН. Повредените од трагедијата во Кочани добијат така наречена компресивна облека. Најголем дел ракавици наменети за третман на изгореници. Иако првата пратка е обезбедена со донација од граѓаните, сепак државата најавува дека се обезбедени средства за воиднина. Повеќе од Сања Трајковска-Ставров. 50 од повредените во Кочани добија бесплатна така наречена компресивна облека, најголем дел ракавици наменети за третман на изгореници, кои прават соодветен притисок на узните и спречуваат нивна хипертрофија или задебелување. Ракавиците не ги набави државата, туку тие се донирани од страна на платформата Сопот Кочани, а првата пратка е од Италија. Доброволците кои се дел од оваа организација велат дека донацијата за оваа намена е околу 15.000 евра и е само една од низата. Донацијата се состои од компресивна облека која е доста битна за подобрување на изгорениците кои што нашите сограѓани и пријатели ги имаат во моментот. Целата донација беше обезбедена од Супорт Кочани за соработка со црквата и заедницата во Асци од Италија. Во моментот работиме на втора тура компресивна облека. Иако првата пратка на ракавици е од донација, државата има обезбедено пари за наредните компресивни ракавици и маски за врат и за лице, вели директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски, кој заедно со министерот ја посетил Кочанската болница. Вчера го придружував министер за здравство во неговата прва посета на општата болница во Кочани, каде оставивме средба со повредените.
И истовремено во болницата се одвиваат две активности. Пристигна компресивните ракавици со 3D мапинг, се земаат мерки за исти такви маски за врати и за лица кои ќе бидат изработувани во Германија. Да нагласам дека првата пратка од ракавиците беше финансирана од донации, а за понатаму се обезбедени потребните средства. Од фондот се обезбедени? Од владата. По 3 месеци од трагедијата во Кучани, 5 пациенти се уште се хоспитализирани во странство, а исто толку лежат во болниците во нашата земја. Само едно девојче кое се лекува во приватна болница во Скопје е во тешка состојба. Ова беше последна информација во централните вести, само вистина во продолжение со Александар Видиновски. Останете со нас.